Оризопроизводителите го губат трпението. Нивниот тревол станува се поголем. На заменик министерот за земјоделие му дадоа рок од 3 дена за да го реши проблемот со откупната цена. Во спротивно се заканија дека ќе излезат на протести и со механизацијата од која ги прехрануваат семејствата ќе ги блокираат патиштата. И покрај обекањето од министерот дека ќе се преземат мерки за решавање на нашата ситуација, односно ниската цена на оризовата арпа, поминаа 2 месеци од тогаш ништо не е преземено и ние оризопроизводители сме доведени во ситуација да мора да ги опоменеме во рок од 2-3 дена да преземат некои мерки за да го решат нашиот проблем. Ако не, ние ќе ги радикализираме нашите барања и ќе пристапиме према блокирање на патишта и други работи со порадикални цели и мерки. Како може да работи некој а да не зима пари? Како може сите да зимат на 25-ти, кој на 5-ти, кој на 15-ти, а ние може цяла година да си чекаме. На онај ваучери, на онај маучери, а на нас зубник. Уште да ни стават и ништо друго не ни треба. Во моментот оризовата арпа се откупува од 17 до 20 денари во зависност од сортата. Со оваа цена не може да се покријат ни најосновните трошоци за производство, се жалат оризопроизводителите, кои се приморани поради лошиот откуп овогодинешниот род или да го складираат во амбарите или да го продаваат испод цена. Оризопроизводителите се жалат дека годинава ќе доцнат и субвенциите. Субвенциите и кај нас исто така каснат. Секоја година календарски завршува до крајот на годината. Оваа година веројатно ќе биде исплатени 2021, што значи ќе имаме проблем во работата. Оризопроизводителите од Кочанско бараат воведување на нова интервентна мерка од 5 денари за по килограм. Сметаат дека само така ќе се спаси досега најлошата година во производство на оризовата арпа.